Добре дојдовте назад во студиото. Почнуваме со една од главните теми кои ги поставивме денеска уште од рано наутро. Дали знаете, односно знаете ли дека можете да донирате органи? Еве, јас би рекол и дека треба и ќе ви објаснам зошто. Имам чест да му посакам добро утро секој утро во студиото на Алфа телевизија на Даниел Тодоровски, председател на Сдружение на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето со име Храбро срце. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Бидејќи го најавивме и Исмет Хаджиу, првиот пациент со ТАХ, за кого ќе објасниме што е, како е, да го извиниме бидејќи не се чувствува добро. Да, колегата Исмет Сабајлева ми се најави дека не се чувствува добро. Тоа е нормална ситуација за нас пациентите со поднаводници вештачко срце што имаме, така да навистина мораме да прифатиме неговото извинување за денеска. Така, апсолутно. Посакуваме побрзо опоравување, секако. Во секој случај. Ајде вака да почнеме. Со торбичка сте со вас. Што е таа торбичка? Таа торбичка всушност е составен дел на механичката потпора на циркулацијата на срцето. Значи, кога се движиме надвор, ние мора да излеземе со торба, во која што се наоѓа мал компјутерски систем, кој што ги дава наредбите на апаратот што е вграден во срцето, за колку да пумпа, колку да врти, како да работи, и две батерии кои што го напојуваат со струја. Кога сме надвор, кога сме дома, тоа сме ние приклучени директно во струја. Так. Значи, 24 часовно мора да бидеме приклучени на изворна енергија, надвор со ова и плюс две резервни батерии и резервен драйв лайн се вика опремата, додека дома ние на шала пациентите сикаме сме приклучени на акумулатор. Значи преку машина која што е вклучена во струјата со кабел се движиме во домот директно во електричната енергија. За да можете да живеете. Да, за да можеме да живееме под наводници нормален живот. Така. Ќе се навратиме и на тоа. Ајде вака да видиме. Го поставивме прашањето. Колку сте вие свесни дека секој од нас е донатор? Направивме една мала анкета. Александра Овчарска денеска ја направи анкетата да видиме што велат граѓаните. Колку се свесни за тоа дека можат да бидат донатори? Еве сега за жената ќе треба би го направи. Имам слушано на телевизија, точно, меѓутоа сега дали е законски донесено, навистина не можам да ви кажам конкретно. Добро, дали вие би го направиле тоа? Дали вие би донирале? Доколку би била здрава, секако, зашто да не? Меѓутоа јас сум болен човек, диабетичар, мислам, значи како и да е не можам да донирам. Така иначе со драго срце, доколку ако постанува збор за некоја особа која што животот ти зависи од некого, зашто да не? Мислам тоа е хумано и благородно да се помогне на човек, нели? Не би Не би го направила. Не можам. Не можам да дадам ништо. Зашто сум оперирана, а не знам уште друга операција ме чека. Ама знаете дека може да се донира органи? Знам, ама сега не можам. Не верам. Не, јас сум инвалид, иначе не би. Ете, дел од граѓаните не знаат, поголемиот дел не знаат дека можат да бидат донатори, а тие што знаат дека може, не знаат дали постои таков закон. Законот постои од 2011-та, вели дека секој од нас е потенцијален донатор. Да, точно е. Закон за трансплантација на органи и ткива е усвоен 2011 во парламентот на нашата држава. 2012 ме извршено претрпено измени и дополненија и од тогаш во законот пишува и децидно е кажано дека секој државјанин на Република Македонија е донатор доколку кај нотар не даде изјава дека не сака да биде донатор. Тоа е многу убаво регулирано во законот, навистина, но има една работа што кога ќе дојде пациент кој што е во мозочна смрт, каде што тоа е момент каде што може да се реши дали ќе се донира или не се донира орган, тогаш националниот координатор за трансплантација заедно со својата екипа ја прашува фамилијата дали се сложува да се донира орган на потенцијален примател. Нормално, ако органот е здрав и ги исполнува сите здравствени услови. Доколку 2/3 од фамилијата не се сложат, тогаш трансплантацијата не може да се одвива.
А зборуваме за вкупно не е само срце како во вашиот случај, туку 8 органи може да се донира. Да, од еден кадаверичен донатор може да се земат 8 органи. Значи 8 пациенти може да бидат спасени во тој момент. Така. Од бубрек, срце, очна, окото, џигерот и други органи. Така. Сега можеме да видиме дека свеста кај луѓето, сите сме согласни за тоа, свеста на луѓето дека можат да бидат донатори кај нас е на екстремно ниско ниво. Се сложам со вас затоа што навистина имаме проблем да на оваа тема многу малку или воопшто не е разговарано во изминативе години. Многу малку е работено за да се подигне свеста за потребата од органодарителство. Така. Затоа што мислам дека под оној услов, исто јас за себе, морам да кажам, мислев дека мене нема ништо да ми се случи, здрав, прав. И кога ќе ти се случи нешто, дори тогаш почнеш да размислуваш за тоа. Дори тогаш се појавуваат проблемите. За да не се случува ова дека не сме информирани или под наводници не знаеме, нашето здружение се договориме да оваа година почнеме малце по-често и по-силно да апелираме и да почнеме национална кампања за органодарителството, посебно во делот на трансплантација на срце. Така. Но не сме сами. Еве, како Македонија, како држава. Зачудувачки, баш тој податок налетав дека Германија е на рекордно ниско ниво. Точно. Во Европа прави. Во Европа лидерите во трансплантација на органи се Хрватска и Шпанија. Така. Германија е меѓу пониско рангираните држави, но мораме да кажеме дека сепак тоа се Европска унија, држави на Европска унија, каде што имаат свој посебен систем на трансплантација на органите, за разлика од кај нас. Така, еве конкретно кај нас зборувавме, разговаравме пред емисијата, забележав загрижувачки тренд дека голем дел од луѓето на кои им е потребно конкретно срце од вашето здружение се млади. Да, значи моментално Република Македонија постои национална листа за трансплантација на потенцијални приматели на срце. На таа листа се негде околу 36 пациенти, од кои што во овој момент 13 се со механичка потпора на работата на срцето. Од тие 13 пациенти, јас сум највозрастниот. Додека најмладите се од 28 години, се движи возраста од 28 до 41-42 години, што е загрижувачки. Но не е толку тоа загрижувачки, толку позагрижувачки е дека кардиомиопатијата, која што е една од основите за оваа состојба, е во поголем пораст во нашата држава. Така. А од друга страна, барем статистиката вели дека не внимаваме на превенција. Морам да кажам дека сите ние се однесуваме како да не ни е ништо. Целта на нашето здружение не е само да бараме потенцијални донатори, не е само да работиме на планот на превенција и на подигнување свеста за потреба од органодарување, туку една од активностите е и превентивните, барање за превентивни прегледи и да ги освестиме луѓето дека еднаш годишно потребно да отидат на преглед, да се прегледаат целосно, да прегледаат и нивното срце, за да ако нешто биде, да го фатиме во почетна фаза и да може на време да се реагира, да не доаѓаме во ситуација како што сме ние со механичка поддршка. Така. Ајде сега да се навратиме малку на темата. Прво ќе почнеме вака. Што ви е потребно вас конкретно, за виете да преживеете на годишно ниво? Вака, значи прво морам да кажам дека основното е операцијата која што е неопходна да се спроведе. Морам да кажам, благодарение на Фондот за здравство, кој што најде на разбирање, овие операции кои што се навистина скапи, ги покрива Фондот. Но не е само операцијата, туку е многу важен постоперативниот период. Зошто? Затоа што ние како пациенти имаме потреба еднаш во неделата да одиме на контрола на апаратот кој што го носиме, еднаш неделно да имаме преврски
да се направат ехо и ЕКГ прегледи, значи комплетни прегледи во предлог на срцето. И имаме терапија која што не е мала. Од 8 до 14 препарати на ден се пијат. Значи, тоа се наистина трошоци. И она што е многу важно... Да потенцираме само, овие постоперативни трошоци не се покриени од фондот. Лековите се покриени од фондот, освен оние лекови кои што не се на позитивна листа, а кои што се новина во терапијата во светот и помагаат да срцето остане, мускул на срцето се зајакнува и биде во кондиција. На државна кардиохирургија прегледите се покриени од фондот, но во клиниката Жан Митреви, во клиниката Систина не се покриени. Ние како здружение имаме состанок со директорите на фондот, благодариме на тој состанок, на кој што ние ги изнесуваме нашите потреби, нашите проблеми и доставивме список на здравствени услуги што ни се потребни да продолжиме со нормален живот. Она што е многу важно, освен преврски, лековите работи, е дека еднаш на 3 години ние мораме да ги менуваме батериите. А зборуваме за голема сума. За сума голема, затоа што речеме јас морам да менам 4 батерии, но моите пријатели од здруженијето што се собиват мора да менуваат 8 батерии. Една батерија е 1050 до 1100 евра. Направете сами пресметка. Значи зборуваме за големи пари кои уште нешто да прецизираме за гледачите. Сите кои имаат оваа кондиција или слична како што имате вие се практично инвалиди. Сакам да кажам од аспект на вие сте добитници на инвалидска пензија. Да, согласно нашето здравствено состојба. Не сте работоспособни. Не, ние сме 100% инвалиди прогласени од инвалидските комисии. Она што е проблемот, еве јас имам стаж, но имаме ние членови кои што немаат ни ден стаж, они се прогласени инвалиди, но не може да добијат пензија. Прашањето е како тие ќе живеат. Така. Значи вам ви се потребни буквално основни услови за да живеете? Па ако фондот не излезе во преса нашите барања, нашиот живот ќе се олесни многу во секој случај. Ќе ни се растерети потребата да секојдневно размислуваме, ама како и кога ќе одиме пак на преврска и на преглед. Трите најголеми услови за смртност, причинители за смртност на пациентите кои што сме ние, тоа е инфекција на излезната рана, која што ако не се одржува хигиенски, не се преврзува во стерилни хигиенски услови, може да се инфицира и доаѓаме до смртен летален исход. Ако не се земаат на време лековите за антикоагулантите, може да се створи тромб и да се запуши машината, да затвори машината. И ако не сме физички активни, значи доведува до намалување на силата на организмот и навистина паѓање во полоша ситуација. Тоа се основните потреби на овие 13 пациенти во Македонија. Така, 13 пациенти. Да. Ајде да позборуваме малку за самите барања кои вие ги имате упатено до фондот. Значи да потенцираме дека преврските, како што самите кажавте, преврските и освен дел од лекарствата кои се на позитивната листа, сите други трошоци се практично на ваш товар. Да. Ајде да разговараме за самите тие потреби, односно барања што вие ги имате од фондот. Вака, ние до фондот доставивме две групи на барања. Првата група е на пациенти со ЕЛВАТ и ЕРВАТ, тоа значи со една машина, и пациенти со БИВАТ и ТАХ. БИВАТ значи две машини и ТАХ значи тотално вештачко срце вградено во пациентот, кој што е колегата Исмет што со Валево не можеше да дојде. Значи ние поднесуваме 4 пакети за услуги. Првиот пакет се преврските, каде што се кажани се. Вториот пакет се барањата наши за набавка на опрема, обновување на опремата еднаш на секои 3 години. И едно нешто што е основно и многу малку се разговара за тоа, третиот пакет е покривање на трошоците, болничките трошоци и сите други трошоци за лекување на други ситуации што произлегуваат од нашата болест. Зашто ние во меѓувреме може да се случи да имаме инфекција, да имаме аритмии, да имаме тахикарди, да има други XX причини што ги предизвикува самата машина, а и нашиот организам. И тоа што ние мора повторно да бидеме хоспитализирани.
Така. Тоа се екстра трошоци и ние како здружение поднесовме барање до фондот да сите тие наши потреби ги покријат за од сега па натака. Така. Има ли некаков одговор од фондот? Тоа беше брзо, пред 7-8 дена. Очекуваме да во најбрз рок да добиеме одговор повратен, што тоа е прифатено, што не е прифатено, за да можеме да знаеме на што сме и како да се понашаме понатака. Така. Зборувавме, баш прочитав и една приказна токму за Исмет Хаджију, кој не можеше да биде присутен, дека луѓето поради торбата што ја носи со себе, а произведува и звуци, тоа да го тахот е машина која што тежи 7 кг и тоа е кој еден пакет. И кога тој оди и се движи, сите се чудат и мислат што е. Значи, нашите сограѓани не се информирани за ситуацијата во која што ние се наоѓаме. Кај Исмет Хаджију дори дојде во една ситуација да во банка кога влеземе рекат чекај внесуваш бомба. На колешката која што Струмица со два собиват, која одеше на рентген и рекоа сими ги торбите сметаат рентген. Значи, многу малку сме експонирани во јавноста, многу малку луѓето знаат зошто носиме торба. Дури и обучен медицински кадар не знам. Да, ние не го носиме тоа од мода, или зашто е модерно. Туку за да можеме да живееме. Така. Сакав да ве прашам уште нешто. Рековте дека ја почнувате кампањата, кажете од каде ја почнувате, кога ја почнувате, каков ви е планот? Да, ние имавме состанок на претставителството на Сдруженијето и се договоривме да на 25 април почнеме со кампања за унапредување на свеста, за подигање на свеста на народот за органодарителството, покрај тоа и за трансплантација, потребите трансплантација. Кампањата ја почнуваме на 25 април во Струмица. Затоа што таму ни е членката госпоđица Марија, која што е единствена жена во Македонија и во Европа со биват. Со две машини. Значи, одиме кон тоа да ги повикаме на таа кампања, ќе бидат поканети здравствените работници, ќе бидат поканети верските заедници, ќе бидат поканети сите оние кои што сакаат да дојдат на таа почетна конференција, да разговараме на таа тема и да ги отвориме тие теми еднаш, да не се баук, да не предизвикуваат за препастување. И ќе ја тераме цела година, со тоа што во поголемите регионални центри ќе се одржат исти такви конференции, едукативни конференции и симпозиуми, затоа што морам да ви кажам, ние од 13 души што на Македонија, само тројца сме во Скопје. Другите се од другите гради од Македонија. Буквално од секој дел од Македонија имаме по еден пациент. Ама и добро, логично е, треба да се крене свеста на граѓаните ширум земјата. Мораме затоа што сакаме да почнеме да збориме отворено. Не на стручни состаноци на министерство, на фонд, него меѓу народот. Значи да излеземе меѓу народот, да не види и да кога ќе разговараме што мисле за трансплантација или за донација, да не викат не знам дали можам или не можам. Значи целта е да знаат дека можат. А одлуката е нивна. Така. И токму во како потврда на ова што сега го говорите, е фактот дека во Македонија не е практично извршена ниту една трансплантација на срце, така е? Да, во Македонија не е извршена и нема да може да биде извршена се уште дека до толку повеќе што не постои банка. Не само банка, него сега почна се формира комисијата за срце при Министерството за здравство. Во договор ние имавме состанок со национален координатор за трансплантација. Значи сега ќе почне типизацијата на пациентите, хајла типизација и другите испитувања што треба да се извршат за секој пациент, да секој пациент од националната листа има свој картон со своите карактеристики, да кога ќе се појави потенцијален донатор, да се знае тоа срце каде оди. Так. Не е важно дали сте прв или последен на списокот. Важно е да тој орган одговара на еден од пациентите што им треба срцето. Затоа што во спротивно може да се случи отфрлање од организмот, но сепак ако одговара на 20 или 3 еден орган, тоа ќе има предност тој што подолго време чека во секој случај.
Јас можда често тоа е субјективно, ама ја морам да кажам дека грото од пациенти што се од овие 13, 8 пациенти сме оперирани во клиниката Жан Митрев. Благодарение на Жан Митрев и благодарение на нега, постоперативна нега, која што даваше доктор Анџушева и другите во целиот тим, ние останавме во живот. Ние сме живи. И денеска битисуваме во оваа држава. Так, ми спомнавте уште една загрижувачка информација, еве конкретно за Исмет Хаџију, дека тах практично, тоа цело, да прецизираме, мислам да упростиме за гледачите, тах дека е, како што се нарекува, целосно вештачко срце, дека време траењето на тоа срце е 6 месеци. Да, машината и срцето е со рок на траење официјално 6 месеци. Да. Тој веќе е година дена со таа опрема и ние во шала се шалиме малце црна, незгодна шала, што викаме, оние со поминат рок. Значи, оние човек на кој што подхитно му е потребна трансплантација на срце, за да може да остане во живот. Токму така. И на луѓе кои, ете, условно речено, не им треба, можат да си дозволат да спасат нечиј живот. Јас знам дека јас тоа би го направил. Тоа е, како да кажам, хумано. Нормално. Дарувањето на органи е највозвишениот и најголемиот чин на еден човек. Апсолутно. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата и ве поканувам на 25 да дојдете да бидете со нас. Секако. Со мене во студиото беше Даниел Тодоровски, председател на Сдружение на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето, Храбро срце.